Сакам да ви кажам една важна мисла, драги браќи и сестри. Додека ние овде седеме и сме тука, вистината и лагата ја облетуваат нашата планета. Ве прашувам, кој побргу ја освојува земјата? Кој побргу лета? Кој? Лагата. Но сега едно друго прашање. Што мислите, кој на крајот ќе победи? Зошто? Затоа што позади лагата стојат кои? Сотоната и луѓето, а позади вистината кои стоја? Божиот народ и самиот Бог. И вистината на крајот ќе победи. Денес кружат многу лоши вести, од секаде. Каде и да одиме, можеме да ги слушнеме. Дури некојаш го исклучувам и телевизорот, само да се куртулам од тие лоши вести. Не можам да ги гледам и слушам. А тие лоши вести ги имаш се повеќе и повеќе. А добри вести има толку малку, за жал. И што мислите, кои вести побргу патуваат? Добрите или лошите? А добрата вест додека да стигне и те како треба да се испотиме, нели? За неа. А дали знаете кој на крајот ќе победи? Добрата или лошата вест? Јас за вас денес имам многу добра вест. Знаете ли зошто ќе победи добрата вест? Затоа што позади лошата вест стојат луѓето и се што тие сториле, а позади добрите вести стои Бог и неговиот народ. Нам не е познато дека во медицината е многу важна што? Диагнозата на болниот човек. 3 работи се важни. Прво диагнозата, второ прогнозата кој ја дава лекарот и трето каков ќе биде исходот или резултатот од сето тоа. Овие првите две се важни, но не и најважни. Важен е резултатот. Еден пријател ми кажа едно негово лично искуство и кажува кога отидов на операција. Кажува, мојата диагноза беше простата. И една медицинска сестра и кажува на мојата сопруга, многу лоши се наодите и вика. И моите прогнози се лоши, за жал. А не знаеше дека тоа се однесува на мене, а ја што туку поминува во болнички кревет покрај нив. Значи диагнозата лоша, прогнозата лоша, а на крајот, знаете ли вели што се случи? После операцијата докторот ми рече, што се однесува до мокрењето, вие ќе се препородите. Крајниот резултат е одличен. И вели 15-16 години супер стоја. Ако гледаме и посматраме овој свет, каква е диагнозата, драги браќи и сестри? Болен. Од што? Од грев. Еден пријател во еден наш разговор ми вели, овој свет полудел. Точно така пише во Библијата. Молим? Вика. Знаете ли дека тоа го пишува во Библијата? Дека овој свет полудел. Зборувајќи, во Библијата пишува, зборувајќи дека се мудри, станаа луди или безумни. Така пишува во Римјаните, таму прва глава некаде. Тие мислеле дека ќе организираат, дека ќе водат, дека ќе унапредуваат без Бога. Не. Да го немаше ѓавол, може би и да. Но ѓаволот не дава. Па спрема тоа прогнозата е лоша. А веќе Библијата уште пред 2000 години кажала, што пророкувала, што кажува апостол Павле? Во последните денови, пред Христовото доаѓање, ќе настанат какви времења? Тешки времења. Зошто? Луѓето ќе го отежнат животот
И тој таму наведува, верувале или не, 18 различни пораки кои ги прават луѓето. Јас не сакам сега да ве плашам, ама животот денеска е тежок. Кој мисли поинаку, ќе се разочара. Значи и овој свет и Библијата даваат иста прогноза. Затоа Библијата кажува: тешко на вас кои живеете на земјата, затоа што ѓаволот слезе, знаејќи дека уште малку време му остана. Каква е прогнозата на овој свет? Еден новинар кажа: јас не се осудувам да прогнозирам, затоа што секоја година е се полоша и потешка. И логично е дека утре ќе биде уште потешко. А што Библијата кажува, каква е прогнозата за овој свет? Не сакам да ве уплашам, но не сакам воедно и да ви ласкам, драги браќи и сестри. Морам да ви ја кажам вистината, еве ја прогнозата. Дека злите луѓе и лажговците ќе напредуваат во злото уште повеќе. Па каде уште полошо од тоа, од злото, уште повеќе од злото да напредуваат. Уште полошо од тоа. Јас можам да заклучам, со злите луѓе, со грешните луѓе на оваа планета Земја, што подолго, тоа потешко и полошо ќе биде. Меѓутоа, најважното прашање, без разлика на прогнозите на овој свет, кои не се најдобри, кои се лоши и тешки, важен е што? Исходот, резултатот, драги браќи и сестри. Сакате ли да ви прочитам каква е прогнозата на луѓето за овој свет? Еве што заклучили, што кажуваат образованите и интелектуалците. 11 начини на кои би можел да дојде крајот на светот. Ма што ќе ни се 11? Еден ќе не докрајчи. Еден е до крај и ќе не докрајчи. Но веста е добра и сигурно ќе се оствари. Исходот е добар, happy end, завршеток, среќен крај. Затоа сум јас тука, драги браќи и сестри, и што почесто сакам да проповедам и сакам да служам за ова вест. Може би до сега малку помалку, но мислам дека треба малку повеќе да се уклучиме во проповедањето на радосната вест. Лоша диагноза, лоша прогноза. На крајот, резултатот, среќен крај. И во тоа никој не може да ме убеди. Сите да се здружите и да одите против тоа. Јас и понатаму ќе зборувам дека резултатот е среќен крај. Библијата најавува што ќе се случува во врска со тој крај. Во Матеј 24:14, што пишува таму? Матеј 24:14. И ова Евангелие. Зашто? За царството ќе биде проповедано по целиот свет, за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот или свршетокот. А кој настани ќе го означат крајот на ова наша планета? Откровение 22:12 и 13. А таму пишува: Јас сум Алфа и Омега, и ете доаѓам скоро и наградата моја е со мене, за да му дадам секому според неговото дело. Првиот и последниот, почетокот и свршетокот. Нема луѓето да ја завршат историјата на овој свет, драги браќи и сестри, да бидеме начисто. Тие не ја ни почнале. Бог бил првиот на оваа планета Земја. Нема ни да ја завршат. Бог бил на почетокот, Он ќе биде и на крајот. И јас сум првиот и последниот. Алфа и Омега. Ама. Со сестра Јасмина, каде е? Сабајле тоа баш го разговаравме, накратко. Ама. Без разлика на среќниот завршеток, неговиот народ ќе има среќен крај. Но овој свет, кобен завршеток. Едни ќе влезат во вечен живот, а другите во вечна пропаст. Па сега бирај, драги брате и сестра. Дали знаете дека оваа црква
нашата црква на глобално ниво има план до 25-та година. Колку години с това? Колку години има до 25? Уште 6. До 25-та година ова вест да се внесе во сите земји, во сите градови и сите села. Да го обавести светот за вистината и близината за второто Христово доаѓање. Тоа за мене е охрабрувачка вест. За вас сигурно, верувам и за вас. Во Матеј 10:7 се кажува: и одејќи проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството небесно. Кое царство? Царството на славата, кое Исус ќе го воспостави приликум неговото доаѓање кога ќе не земе со него нас. Ја слушнал некој човек ова прекрасна вест и кажува: вие христијаните кои го знаете тоа, па вие би требало да го објавувате тоа од кровот, а не од улиците и црквите. Би требало да викате Исус доаѓа од крововите. Но Библијата не би била вистината кога во неа не би го пишувало и ова. А што пишува Библијата за Божиот народ во последното време? Во Матеј 25 глава, таму на едно место, што кажува? 5 луди, 5 мудри. Нека што лудите заспале, туку поспаа и оние мудрите. Нека што заспал овој свет, туку заспал и Божиот народ. И сега да бидеме уште по-конкретни. Во Исаија, во 56 глава, што е запишано? Оној познат стих. Како Бог ја погодил нашата диагноза. Исаја 56, 10 стих го читаме. Што пишува? Страшни зборови. Сите стражари му се слепи и ништо не сваќаат. Сите се тие неми пси не можат да лаат. Сонуваат и дремат, најмило им е да спијат. Психолозите кажуваат дека луѓето не сакаат промени. Ако им е добро, што кажуваат луѓето? Не ме чепкај. Немој да ме вознемируваш. Дали не е добро? Па како да не? Имаме плата, имаме стан, па и мирот горе-долу добар е во нашата земја. Што ни треба сега некои прогонства да проповедаме и да работиме? Така ли? На нас ни е вака добро. Не допирајте. Вие знаете дека кај нас во нашата црква имаме едно младо дете, момче кое што се вика Доминик. Дали знаеш што значи твоето име? Кое е значењето на твоето име? Господово куче. Сега не знам како ќе ме сватите. Тоа е и ваше име, не само негово. Ваше име на сите. Тоа име Доминик произлегува од два латински збора: Доминус и Канис, што значи со скратеница Господово куче. Драги браќи и сестри, ние сме Господови чувари. Господови чувари. Не само ова момче, туку и сите ние. Треба да ја сочуваме на што? Чувари. Треба да ја сочуваме вистината за Бога. Божи чувари на вистината. Има една вистинска приказна за едно куче. Секојаш кога со мојата жена ќе сакаме да попешачиме, навечер посебно, и имаме една точна маршрута по која одиме, и на едно место, на едно чоше, има едно големо куче. И секојаш кога ќе се приближиме, секогаш до сега не сум го сретнал да биде станат. Секојаш спие и дреме. И секој пат кога поминуваме покрај таа куќа, покрај тој чош, тоа големо
куче е познато по тоа што дреме и никогаш не пуштило глас да залае. Ретко кога оди. Секојаш само спие. И кога ќе се наближите, и тој ќе го чуе вашиот тоа куче овака само со едното око ќе погледне и само што не кажал, ајде, не ме вознемирувај. А јас знаете ли како го нареков тоа куче? Лаодикеец. Тоа ти е лаодикеец. Нема му е добро, му е најдобро што? Да спие. А каква должност има кучето? Каква должност? Да чува, да лае. А не знам тоа што чува. Се чува самото себе си. Не лае. И овде кажува, стражарите ништо не сваќаат. Кучињата се неми, не лаат. И кога треба најмногу да проповедаме, да викаме, ние сме задремале. Тоа ти е лаодикеец. И тогаш не е чудо ако во црквата се повеќе ги има оние кои што не работат, оние кои што спијат. И како ќе завршат? Како ќе завршат? Сакате ли да слушнете една приказна за една црква во која што сите задремале и не сакаат да работат. Сите си изговарале. И еве каков е завршетокот. Драги пасторе, писмо на еден верник до еден пастор. Драги пасторе, во нашата црква има 108 верници. 20 од нив се со слабо здравје и се стари луѓе. Така да за работа од нив остануваат само 88. Оправдано, нели така? 20 од нив се млади. Некои се школуваат, некои што туку оженети, некои работат и немаат време за Бога. Некои кажуваат, имаме ние време. Животот е пред нас. Така остануваат 68 верници за работа. И овие оправдани. Но 23 од нив се оние кои работат приватно. Уморни и исцрпени од работењето. Така да за работа ни остануваат колку? 45 верници. И овие се оправдани. Како што знаеш, пасторе, тука има доста и мајки. Исто како и во нашата црква. Имаме доста мајки, прилично. А нивната најважна работа, која е најважната работа на мајките? Да се грижат за децата, да ги гледаат, да ги чуваат децата. Нема тие време за Бога, за работење за овој свет. 22 само остануваат за работа. И овие се оправдани. Така не ли? Но тука се 6 верници кои имаат некои други преокупации, планови и така натаму. И оправдување за неработање. Така да за работа во црквата остана само 16. А некои живеат предалеку. Не можат да стигнат. И јас не им замерувам. Така да останале се на се само 11 за работа. А за неволјата да биде поголема, 5 од нив кажуваат, ние доста работевме. Се изнаработивме. Само да знаете ние како работевме во наше време. Само да знаете тогаш како се ревнуваше за Бога. Го нема тоа денес. Го нема. Нека сега работат овие млади. Ние се изнаработивме. И кога ќе ги обиеш и овие 5, остана од нив колку? Само 6. А потоа 4 од нив едноставно не доаѓаат. Никој не знае зошто, само едноставно престанале
да доаѓаат во црква. И останавме, мои пасторе, само јас и ти за работа во црквата. И пасторе, немојте да ми замерите. И сега насетувате што ќе биде. Немој, пасторе, да ми замериш, и јас се уморив. Се исцрпив. Те молам, оправдај ме. Па ти посакувам секое добро и успех во работењето. И мојот пастор што имал сега да направи? Кое е решението сега за таа црква? Кое е решението? Клуч во брава. Затварање на црквата. А знаете ли денес дека се затвараат некои наши цркви? Спомнавме малку во поуката нешто околу тоа. Знаете ли? Има верници, има млади, ги има оние кои можат да работат. Но лаудикејци не вреди ништо. Меѓутоа имам добра вест за вас, драги браќи и сестри. Нема уште долго тоа да трае. Ќе се реши Бог од лаудикејците. Ќе се реши. Па се викал некој Миланчо или ово или оној. Ќе се реши Бог од лаудикејците. Запаметете, наша должност е, а кажува и Бог тоа, за бадава примивте, за џабе и давајте. Немаме право да задржуваме за себе. Дали сте чуле некој некаде да прими награда за нешто што добил? Јас не сум чул. Зашто се добива награда? Се добива за она што си дал. А што даваш, драги брати и сестро, за оваа црква? Прашање до сите нас. Што даваш? Што даваш за овој свет? За овој регион, за овој град? По Божиот план, ние не сме програмирани за неработење, драги браќи и сестри. Дали го знаете тоа? Затоа што ние бргу ќе умреме, би умреле ако не работиме. Една тетка лежеше, не знам, во болница можеби 2 недели, 2 седмици. Леле кажува кога си дојдов, кога се фати во нозете, ми си откина и си реков никогаш веќе нема да продолжам да одам. Ние сме програмирани да работиме. Таа од лежење виче мускулите и попуштини. Работата не одржува во живот. Неуролозите кажуваат дека мозокот е програмиран што да работи цел живот. Сестра Вај пред 100-150 години запишала: откриено ми е дека човекот е должен да работи и сведочи за Бога до кога? Додека живее. Додека живее. Таа зборува за тоа. А тие само неуролозите го потврдуваат тоа што го кажала она пред повеќе од 100 години. Еден спортски лекар рекол: креветите земале повеќе животи отколку спортските игралишта. Не се умира од работа. Работата развива, драги браќи и сестри, работата покренува. Тоа е, животот е динамичен, динамика. Животот не е бара, животот е поток кој што тече и наводнува, драги браќи и сестри. Животот е жив. Затоа нашата најважна работа е која? Да работиме. Посебно што? Зашто? Да го носиме Евангелието. Може би не сум компетентен ова да го кажам, но јас во мојот живот искусив дека најубавата работа е да работи за кого? За Бога. Да им помагаш на луѓето, да ги тешиш, да ги храбриш, да им изборуваш за надежта, да ги храбриш, да им изборуваш оние прекрасни стихови од Библијата, оние прекрасни Божи ветувања на луѓето. Не плаши се, пријателе. Само биди му верен. Тој ќе го одземе стравот од тебе. И наместо на твојот страв, ќе
ќе настане вера и Бог ќе те исполни со надеж. Колку е тоа прекрасно. Го имате ли искусено тоа? Секако. Верувам. А вие го знаете законот на природата. Секое сторено дело делува како? Повратно. Повратно на нас. Ако кукаш, ќе ги заразиш и другите. Но ако си ведар, насмеан, ако си воодушевен, тоа ќе го пренесеш на другите, тие на тебе, ти на нив и така до безкрај. Ама, да не е ова ама во животот. Знаете, ние сме помалку филозофи. Ама брат Миланчо, никој не сака да слуша. Зашто да работам кога нема никој? Сите се исти овој народ. Не сакаат луѓето. Не само дека не сакаат да купат книга, туку не сакаат и да им поклониш книга. Точно ли е така со луѓето, драги браќи и сестри? Точно ли е? Кажете. Точно е. Но лоша ни е прогнозата, драги браќи и сестри. Не сакаат луѓето да слушаат. На луѓето не им треба Бог. Ако така мислиш и кажуваш нема работа за мене, еве приказна за тебе. Може би сте чуле за оној човек кој имал фабрика за чевли. Имал фабрика за чевли и испратил свој човек, представник во Африка. Испратил свој човек, представник во Африка. Оди таму, испитај го теренот, да видиме да пласираме таму од нашите производи. Отишол он таму, го снимил теренот и праќа телеграма. Овде сите се боси и на никој не му треба чевли. И шефот му кажува, веднаш враќај се назад. Праќа друг. И тој го снимил теренот и праќа телеграма. Овде никој нема чевли. Праќајте што повеќе чевли, на сите им е потребно чевли. Неверојатно. Неверојатно, драги браќи и сестри. На сите им треба чевли. Некој кажал, успешните луѓе продолжуваат таму каде што неуспешните се откажуваат. Успешните луѓе неприликите ги претвараат во прилики, а неуспешните луѓе приликите во неприлики. И на крајот можеме од оваа констатација да завршиме со она позната констатација. Ако мислиш дека можеш, ќе можеш. Ако мислиш дека не можеш, нема да можеш. И во двата случаи се во право. Па одбери. Одбери, драги брати и сестри. Затоа Карл Менингер, познатиот мислител, ќе каже: ставовите далеку поважни од фактите. Далеку поважни од фактите. Прогнозата може да биде лоша. Може да биде лоша. Јас можам да кажам едно мое искуство. Не да го кажам вака, току да спомнам. Кога најмногу сум се испотил, да така кажам, жулјеви фатив на нозете, тогаш го направив најголемиот резултат. Прогнозата, може би и самиот јас не сум се храбрил, прогнозата лоша, но на крајот за тој човек излезе резултатот фантастичен. И затоа, иако е прогнозата лоша, Библијата ќе каже: глеј, мрак ќе ја покрие земјата и народот темнина. Кој мрак? Каков мрак? Мракот на гревот. Но јас би рекол најповеќе мракот на незнаењето.
Па овие наши лекари, драги брачи, извините, тука има лекари еден, уште еден, што пообразовани, тоа се понезнајни за Бога. Се понезнајни за Бога. Основни работи не знаат, драги браќи и сестри. Не да ги осудувам, туку констатирам само. Пред некој време го сретнав еден доктор и го прашав за некои работи и ми кажа, јас не знам, тоа мене не ми е потребно. Го прашав, кои ти се тебе најважните прашања во животот? Кои ти се тебе најважните прашања во животот? Како тоа, ми вели? А кои ти се тебе? Од каде доаѓам? Зошто сум овде? Зошто сум овде и каде одам? Ако јас имам одговор на овие три прашања, тогаш, драги братија и сестро, ми нема рамен. Ми нема рамен во ништо. А луѓето се уште испитуваат од каде дошол човекот. Од каде дошол човекот? Како настанал светот? Како настанал? Така да еволуцијата, тоа не е практично знаење, ако читаме. Тоа е теориско знаење, драги брате и сестро, за еволуцијата. И оној има една книга Велики прасак или Big Bang. А тоа е предпоставка. Тоа е предпоставка. Еден мислител кажува, а кој е покренал експлозијата? Кој е покренал? Не знам. Немам одговор. Немам одговор. Па спрема тоа убаво кажал Бернард Расел, најголемиот атеиста на 20 век. Знаете ли што рекол? Ако предпоставиме дека нема Бог, тогаш нашиот живот нема смисла. Нема смисла. Ова е голема мисла. Тоа значи, ако предпоставиме и веруваме дека Бог постои, нашиот живот има смисла. Зошто? Зошто? Тогаш ние знаеме наше потекло, тогаш ние знаеме зошто сме овде на овој свет, тогаш ние ја знаеме и иднината. Има смисла сегашноста. Бог внесува мир во нашето срце, не ослободува од стравот од минатото. Имаме прекрасна надеж во иднината. И фала на Бога за тоа. Затоа Библијата кажува, Исус кажува, јас дојдов да имате живот. Каков живот? Во изобилие. Не да животаркаме. Човек во изобилие може да животарка. Но и сиромашен човек може да живее исполнет полн живот. Павле кажува, нашата татковина е на небесата. Таму од каде е и Спасителот го очекуваме. И сега доаѓа она најубавото. А на крајот од јадењето што доаѓа? Што доаѓа? Колачи. Колачите доаѓаат на крајот. Го оставив ова проповед најубавите вести за при крајот. Кога ние тоа го знаеме, сето ова, тогаш можеме да речеме заедно со псалмистот. Што можеме да речеме? Испитајте, луѓето кои не веруваат, дојдете, испитајте, видете каков е и кој е Бог. Еден пријател ми вели, многу тешко е да се држат заповедите. А дали ги имаш држено? Не. Па како тога знаеш дека се тешки, му вела? Зошто го критикуваш мојот живот ако никогаш не си бил во близок однос со Бога? Не можеш да ја осети силата на магнетот ако не си во полето во магнетното поле. Не можеш да ја почувствуваш силата Божја ако не си во непосредна близина со Бога. Дадено ви е, Исус кажува, ова радосна вест која ќе ги засени сите други лоши вести. Која е радосната вест? За небесното царство. Дека Евангелието ќе се проповеда на секое создание и племе, народ и јазик, и тогаш ќе дојде крајот. Благо на нас ако бидеме учесници во сето тоа, драги брате и сестро. Колку јас би сакал да
учествувам и да бидам во тоа, сигурно и вие. Ке биде многу возбудливо и тешко, затоа што ако оние денови не се скратат, никој не би останал жив. Но ке се скратат поради кој? Поради лаодикејците. Се служувате ли? Не. Заради оние кои работат, поради оние кои што се активни. Затоа е многу важно да бидеме активни и да го знаеме тоа. Затоа во Исаија 35:4 се кажува. Исаија 35:4. Речете им на исплашените срца. Што да им речеме? Бидете силни. Не бојте се. Еве го вашиот Бог. И пазите сега што кажува Духот на пророштвото во врска со завршувањето на Божјото дело. Видов дека Бог ќе си подигне споменик. Како споменик? Кој споменик? Црква. Во секој град, во секое село. Знаете ли дека денес има држави каде што Бог нема споменик? Има такви. Но јас видов, вели Бог, тоа ми го откри, дека Бог ќе подигне своји споменици во секој град и во секое село. Друг цитат. Бог ќе ги земе уздите во своји раце и самиот Бог со своите ангели ќе учествува во довршувањето на неговото дело на земјата. Прекрасно. И затоа Откровение 18:1 што пишува таму? Видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт. И земјата се отсветли од неговата слава. Целиот свет ќе биде осветлен, драги браќи и сестри. Целиот свет ќе биде обавестен, информиран. Ова вест не само што ќе ги засени сите други вести, но таа ќе биде и ударна вест на познатите телевизии, CNN, BBC и другите големи телевизии. Исус доаѓа. Дали сме спремни? Таа кажува, блескавата светлост која се движи со брзина на молнијата, ја представува брзината со која што делото на крајот ќе се доврши. А на друго место пак ќе каже, луѓето нема да се обраќаат поради некои докази. Не. Туку поради силното делување на Светиот Дух. Ке бидат прекинати сите врски и релации со семејството. Некој поради страф, некој заради работата. Ништо тогаш веќе нема да биде важно. Животот е во прашање. Луѓето ќе бидат осведочени од Светиот Дух дека крајот веќе доаѓа. За кратко време секој ќе ја прими опомената и ќе донесе одлука за или против. Секој човек. И пред него ли да завршиме, Духот на пророштво кажува, вие кои живеете во денешно време, расширете книги, расширите наше часописе као лисче у јесен. Неодамна слушнав кај мене на работа еден човек, ми вика, јас веќе не вложувам во имоти, во коли и автомобили. Туку во животот. А човекот изгледаше прилично болен. Прекрасно. Болеста го научила. Сега прави преокрет, се разболел. Сега не се важни работите, ништо не е важно. Што е сега најважно? Спасување на животот. Но слушајте опомената која ни ја дава Исус. Каква е користа на човекот ако го добие и целиот свет, а ја изгуби својата душа? Не е најважна и најголема вредност ово земскиот живот. И затоа еден пастор кажал една прекрасна мисла која јас сакам да ја прочитам пред него да завршам. Ако само една особа поради вас, дојде во небото, вашиот живот вечно ќе биде корисен. Дали го разбравме ова? Само една личност, не пет. Само една.
по ваша заслуга, со Божја помош, вечно ќе биде корисен вашиот живот. Зато во Откровение 22:12 ќе повториме што кажува. Пази! Зошто да пазам? Зошто? Зошто да пазам? Доаѓам скоро да му дадам на секој според делата негови. И да заклучиме. Што и да се случи овде на оваа планета, биди сигурен, драги брати и сестро, ако си верен на Бога, ако се држиш до Бога, Тој ќе биде со тебе, Тој ќе ти даде сила и снага да издржиш и да поднесеш се. Друго, во тој правец, во кој и да е правец, да тргнат настаните и случувањата за крајот на светот. Знај, тоа се човечки прогнози. Едно е сигурно, крајот ќе дојде тогаш кога Бог ќе одлучи. Тогаш кога Он ќе одлучи. А каков ќе биде крајот? Каков ќе биде крајот? Христовото второ доаѓање. А кога тоа го знаеш, што треба да правиш, драги брати и сестри? Ако знаеме каков крајот ќе биде. Што треба да правиме? Фино за последнија фотелјата, земи си песнарка, певуцкај си Исус доаѓа и не кажувај на никој. Така ли треба, драги брати и сестри? Нема седење. Лежењето убива. Лежењето убива повеќе отколку работата. Спасените спасуваат. Бидете готови, бидете спремни уште денес, зашто кој час не мислите ке дојде Синот човечки. И ќе завршам со Исовите зборови. Најдобрата припрема за Исусовото доаѓање е тој да не најде, а ние што? Да работиме. За Он да може да рече: добри и верни слуго, влези во радоста на Господарот свој, над многу ќе те постава. Амин.